Некако се ми се чини во знакот на Струмица оваа емисија наша ќе биде. Па по се изгледа така изгледа. Да, бидејќи на нашите мејлови ми се чини најмногу ни се водат од Струмица, еве да искористиме ова нека биде поздрав до цела Македонија, до сите наши сограѓани во диаспората, а особено овој пат до Струмица. Многу ми е драго што од мојата лева страна има можност да ја поздравам Елена Пандева-Китризовска, Виолета Георгиевска и Ристенка Атанасова. Сите веќе добро ги познавате, но ми се чини дека Вики и Ристенка само морам да ги представам. Ристенка доаѓа од јавната установа Детски дом 11 октомври, а Вики доаѓа од детското село СОС. Имаме една многу интересна, ми се чини работа, интересна бидејќи обединува или на некој начин прозвучи како еден голем организам, една успешна приказна која што трае веќе неколку години. Кога јас прв пат дознав Лоза и клуб Лоза и се разбира нашата драга пријателка Лоза, рече ми се чини дека е добро да ја раскажете оваа приказна. Ние и лани пред 2 години раскажавме за една убава дружба каде што се обединевте како установи, Елена со својата работа, да им помогнеме на нашите драги матуранти да имаат прекрасна вечер. Со кого ќе започнеме, Елена? Може бидејќи ти ми се чини уште од самиот почеток во самата ова организација. И кума. И кума се разбира. Ајде кумата нека може. Добро. Не знам, можеби колку треба јас најпрвен да почнам, меѓутоа најпрвен сакам да го честитам денешниот голем христијански празник на сите христијани, Свети Ѓорѓија. И поздрав до Вујко ми Ѓорги, би кажала, и роденот на мојот татко Живко. Морам, го ветив тоа. Ете, така. Така. Значи, што да ви кажам, Елена, Лука и со тоа што ние го работиме, едноставно и Свети Ѓорѓија, нели, се што работил, се што создал, поделил на сиромавите и на тие на кои што имало потреба тоа да го направи. Мислам дека не сте во ситуација да го споделите тоа што го работите и тоа што ве прави среќен и таа среќа да ја поделите со другите, мислам дека џабе творите. И во контексти на денешниот голем празник христијански на целата сметам дека едноставно за Елена Лука не беше проблем воопшто да создаде халини за сите тие матуранти. Мене ми дојде многу непријатно прашањето, не очекував дека ќе почнеме веднаш од тој дел. Значи, секогаш, секоја година, кога има потреба да се изработи матурски фустан, било каква креација за дел од дечињата кои што се живеат сместени во домовите во СС детското село 11 октомври, исто имаме и некои други домови во Струмица, во Банско, децата со посебни потреби и некои други домови. Значи, воопшто не е никаков проблем да изработиме некоја креација, која што верувате прекрасните матуранти ги прави толку среќни во тој момент и мислам дека една посебна провокација за целиот тим на Елена Лука кога работиме на еден таков тип на креација. Значи, станува збор за една донација која што од срце ја давате, така? Па добро, станува збор за една донација или станува збор за една среќа која што тие нам ни ја донираат, така да не знам точно да кажам. Мислам дека ние црпиме премногу. Тоа е еден организам во кој што се си има. Зошто така функционира? Да, мислам дека таа енергија разменуваме и затоа јас сум крајно благодарна и ми е голема чест што токму двете дами, раководните лица на овие два дома, ја избра Елена Лука како нивни соработник, да можеме ние да партиципираме во било кој дел, барем во делот на креациите кои што нивните матуранти ги носат. И се чини дека е добро овде да го продолжиме разговорот или таа една успешна приказна и со Ристенка и со Елена, бидејќи и до тогаш имаше вакви успешни манифестации, вакви настани, но ми се чини откако вие трите се најдовте, некако на некој начин пак профункционира она конекција, контакти, да се зближат децата, да се зближите и вие меѓу вас. Ајде малку околу тој дел, околу зближувањето. Јас ќе кажам прво децата како ја доживуваат Елена Лука. Значи ја доживуваат како своја мајка или како свој воспитувач, мислам ние не ја двоиме исто како и кај нашто се, затоа што она не само за овој повод за матурантите, него е секогаш присутна и за Нова година, и за 8 март, и за сите поголеми празници, доаѓа со торта и децата се сите околу неа, ја сакаат и обожаваат како права мајка. И нам како раководители ни е многу лесно, бидејќи
Не мораме да мислиме и да се секираме како ќе го решиме проблемот за да нашите матуранти идат исто така дотирани како и нашите домашни деца, нели? Лесно ми е кога ќе го кренам телефонот и знам дека Елена Лука нема да ме врати и дека со желба ќе го направи тоа. Колку матуранти имате ви од вашата годинава имаме 6 дечиња, од кои 4 машки и 2 девојчиња. За двете девојчиња без никаков, мислам, си доаѓаат и во салонот кај нејзе се чувствуваат како дома, слободно да си изберат од тие хаљини кои што се таму или да си кажат, да си нацртаат каков модел сакаат. Тоа е прекрасно да се види. Таму сме си исто да си се сликаме, да си се дружиме додека тоа трае. Епа тоа ме интересираше, контактите, оти тоа е една ноќ која што ним им причинува една огромно задоволство, сите се принцови и принцези, меѓутоа контактите понатаму продолжуваат, нели? Да, контактите се одамнешни. Значи, неколку години наназад Елена Лука е присутна во естетското село преку донации за нашите полуматуранти и матуранти, а минатата година беше и донатор на нашата прва дипломка. Меѓутоа не е само тоа, значи таа е чест гостин не, него пријател на самото детско село, преку разни посети и наши јубилеи кои што ги имаме, таа доаѓа и донесува подароци за сите деца. Тортите што ги спомна Ристенка, тука се секогаш. На Елена и е незгодно, затоа сакам да го свртам, да го свртиме муаветот малку околу дружењето, да. А нашата дружба со 11 октомври уште од 2009 година, кога заедно од естетското село и од 11 октомври децата со воспитувачите од 11 октомври и децата од детско село заедно со СОС мајките беа гости во Херцег Нови на меѓународен фестивал карневалски и освоија награди. Дојдоа со награди од таму, беа гости на Бјела домот во Херцег Нови и од тогаш почна нашето дружење поинтензивно. Често пати тимовите од детско село и заедно со мајките и децата го посетуваат 11 октомври. Исто така и воспитачите и Ристенка доаѓаат често пати во детското село. Имаме размена на искуства и сето тоа оди во една позитивна насока и верувам дека ќе продолжи уште повеќе ќе се вира. Многу ви благодарам. Знам дека имате уврски, а имате уште некоја порака да оставите? Само сакам да го кажам и вчерашниот настан, да се заблагодариме на Сдруженијето Лоза, на Елена Лука и на сите тие донатори кои што беа присутни на нашето заедничко дружење во ресторанот Имес, каде што децата добија многу подароци. Посебно и бутикот Атила треба да го спомнеме за машките матуранти кои што исто така ги облече и многу други донатори кои што прекрасни подароци добија децата да бидат среќни и весели да се почувствуваат како матуранти. Да, би сакала оваа приказна да не биде само ваша приказна, да прерасне и можеби понатаму да ги прошири своите граници, да стане една убава бајка и да се придружат сите донатори. Убаво е кога знаете дека сте дале нешто и дека сте причиниле поголема среќа или сте оставили некој убав печат во срцата на тие млади деца, за кои што мислам дека матурската вечер е една од најбавите доживувања.